точка од дневниот ред, избор на председател на Советот на општината Карпош. Почитуван градоначалник, колешки и колеги советници, почитувани служби присутни од општината Карпош, за наш предлог од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го предлагам досегашниот председавач на Советот Трифон Трифуновски. Благодарам. Почитувани колеги, почитуван председавач, почитуван градоначалник, за предлог од нашата советничка група ја предлагаме господјата Анка Спасовска и второ барање актуелниот председавач да ни објасни правилата на избор на председател на Советот. Благодарам. Председател на Совет го избира Советот со јавно гласање, со мнозин согласие од вкупниот број на членови на Советот. Член 40. Ако се предложени повеќе кандидати за председател на Советот, избрање кандидатот кој добил мнозин согласови од вкупниот број на членови на Советот. Советот гласа одделно за секој од предложените кандидати. Бидејќи се предложени два кандидата, ова мислам е многу битно. Советот ги повикува, председавачот на Советот ги повикува членовите на Советот да се изјаснуваат за, значи предлогот без повикување да се изнесат против, односно воздржан. Бидејќи се работи за два кандидата, секој советник може да гласа само за еден од кандидатите и тоа само за. И доколку во првиот круг никој од кандидатите за председател на Советот не го добие потребните мнозинство гласови, се пристапува во втори круг на гласање, но ние сме тројца да се тоа направи. Еве го и затоа. Член 47. Избор на председател на Совет. Точка 1. Председател на Советот се избира од редот на члените на Советот со мандат од 4 години. Точка 2. За председател на Советот е избран кандидатот кој добил мнозин согласие од вкупниот број членови на Совет. Точка 3. Доколку во првиот круг никој од кандидатите за председател не добил потребен број на гласови, се пристапува кон втор круг на гласање за двајца кандидати кои што во првиот круг добиле најголем број гласови. За председател точка 4 е избран членот на Советот кој што во вториот круг на гласање добил повеќе гласови. Пето, до изборот на председател раководи најстарите советници, како што е случајот до сега. Пошто и тврдени се... Аме молам ако може и тоа за тајно гласање, ако може да стане. Тајно гласање вие предлагате? Треба да имате 12 гласа за да се тоа реши. Почитете го тоа да Сакате да го почитате. За да нема забуди, да? Нема. Уште не е затворена точка. Може да има уште и предоставки. Не, господине Роберто, заборавате вие која поставка имавте вие кога вас ги избра? Истата поставка. Ама не истата поставка, не знам зашто прашувате. Истото е. Во интерес на сите стоите. Да. Истото е. Вие не отивате со тајно. Заборавате, јавно гласате. Председател на Совет, ова ви кажав за ова, избор на председател со јавно гласање. Избор на председател на Совет со тајно гласање. Изборот на председател на Совет може да се изврши со тајно гласање, доколку за таков предлог на член на Советот одлучи Советот со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Совет. Почитувани советници, јас го предлагам колегата Роберт Живодиновиќ, мислам дека со неговото присуство, чистите конструктивни предлози, чистите излагање на говорница, даде свој допринос за работата на овој совет, затоа мислам дека повеќе од било кој заслужува тој да биде председател на Совет. Ви благодарам. Молим го записано да се констатира дека предложениот кандидат за председател на Советот Роберт Живодиновиќ не го прифаќа предлагањето за да биде кандидат за председател на Совет. Јас мислам, предлагам да биде изборот со поименично гласање. Да не изегувам. Дали ви смета тоа? Сепак бираме председавач и председател. Председател бира. Што ти мислиш? Дека си гласаме да уште... Не, тајно не ве молам, не ве молам, затоа што процедурата треба се гласачки личи на ние определиме тајно, вие имате 12. Не спомнам, че Бидејќи... Ве молам. Трифон Трифоновски, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Почитувани советници, констатирам дека Советот избра председател, односно јас до сега бев председавач, сега сум председател. Прво сакам на вие почитувани советници што ми ја давате довербата да ви се заблагодарам, а и вие почитувани колеги од ВМРО ДПМН, без разлика што не го давате гласот, коалиционите партнери грешка, верувам дека она во времето што останува дека ќе соработуваме за добробит на општината и на граѓаните на општината. Апсолутно јас не ви замерувам зашто така гласавте. Само една работа ќе ви кажам. Малку јас сум од вас повеќе возрасен и неколку пати кажав дека во последно време ги читам тие македонски паметни мудрости и јас сега сакам една да ја кажам. Значи вака стои. Тој што знае да чека, со време се добива. Јас да ви кажам ова што ми се случи мене, затоа што една голема неправда се направи и затоа такова ви го кажам. Благодарам за изборот.